Почнува златното време на Америка. Ова е мотото под кое американскиот председател се обрати на Капитол Хил во Вашингтон. Најави враќање на Гренланд и Панамскиот канал, но и знаме на Марс. По говорот, Конгресот поделен, овации на републиканците, транспарентни на демократите, еден од нив отстранет од салата. Од Вашингтон се јавува Игор Стефановски од Гласот на Америка. Игор, ова е практично прво обраќање на Трамп во неговиот втор мандат. Кои се пораките? Америка се врати. Ова го кажа председателот Доналд Трамп во говорот во Американскиот конгрес, кој траеше 1 час и 40 минути, што практично е најдолгиот говор што го имал председател во Капитол. Трамп ги пофали неговите први чекори што тој ги презеде во досега 6 недели по враќањето во Белата куќа, откако во ноември го обезбеди својот втор председателски мандат. Посочи дека презел многу чекори досега, како такви ги наведе во ведувањето на царините за најголемите трговски партнери на САД како Кина и соседите Канада и Мексико, кратењето на федералната влада, борбата против илегалната имиграција. Во првите 5 минути од обраќањето на Трамп беше забележано првото негодување од страна на демократите, кога демократскиот представник од Тексас, Ал Грин, беше гласен во салата кон политиките на Трамп и покажуваше кон него. Трамп го прекина говорот, а спикерот Мајк Џонсон нареди отстранување на Грин од салата, пошто тој излезе. Трамп потоа продолжи со говорот, а во кој подоцна наведе дека сака да стави крај на војната во Украина, бидејќи луѓе страдаат и таму и во Русија. Сподели дека Зеленски му испратил писмо во кое навел дека е подготвен да преговара за договорот за минерали по неуспешната средба во Белата куќа, кога двајцата председатели се раскараа. А Трамп кажа и дека имале сериозни разговори со Русија и дека постојат сигнали за мир. Игор, што велат демократите? Во одговорот на демократите, сенаторката од Мичиген Елиса Слоткин се фокусираше на средбата Трамп-Зеленски. Таа сцена во овалната соба не беше само лоша епизода од реалити шоу, туку го симулираше пристапот на Трамп кон светот, наведе таа, која потенцираше дека Трамп е пријателски настроен кон, цитирам, диктаторите како Владимир Путин, а има лош однос со пријателите како канаѓаните, рече Слоткин. Во конгресната сала голем дел од жените демократи беа облечени во розово за да пркосат на политиките на Трамп, за кои велат дека негативно влијаат на жените и семејствата. Беа држани и транспаренти, како оној, цитирам, Маск краде, поради чекорите на технолошкиот милиардер Илон Маск за кратење на федералната влада со откажување на владени договори и отпуштање на десетици илјади федерални вработени. Инаку во салата до првата дама, Меланија Трамп, гости беа жени чии животни искуства ја засилуваат агендата на Трамп, како што беа активистка против трансродовите спортисти во женски спортови и семејство на жена убиена од нелегален имигрант. Говорот на Трамп вчера вечер во Конгресот беше прв во неговиот втор мандат или досега негово 5-то јавно обраќање во Капитол. Марина? Ти благодарам, Игор Стефановски од Гласот на Америка.